Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости. Од мое лево. Велика Стојкова Серафимовска, вие сте пратеничка во Собранието, но и одговорна за животната средина. Добро вечер, ја благодарам на поканата. Да, јас сум пратеник од партијата ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија и сум координатор на интерпарламентарната еко-група, како што ни е наречена. Добро. Невена Георгиевска, советничка општина Карпош. Добро вечер. Добро вечер. Владимир Бислимовски, еднакво општина Карпош. СДСМ. Така. Додека Невена Георгиевска е независна. И имаме представничка од Министерството за екологија, односно вториот човек. Да, на Министерството за екологија, Каја Шукова, вие сте државна секретарка. Да. Добро вечер од мене. Добро вечер, благодарам што сте гости. Сега, првото прашање е, дали нашите политичари, дали вие сте сите политичари, дали дишете во Скопје? Ако ја видите интернет страницата IQ Air, индексот на загаденост, Скопје беше, барем утрово, на 10-то место. Пред нив се Пакистан, пред Скопје се Пакистан, Бангладеш, Гана, Кина, Монголија, Индија, Ирак, повторно Кина, на 10-тото е Скопје. Се искачува и погоре. И 4-то и 5-то место, не ретко и прво место. Каја Шукова, дишете ли во Скопје? Дишам, јас сум родена и целиот свој живот живеам во Скопје. Тешко дишете, претпоставувам. Па сега, не дишам тешко, меѓутоа знаеме дека има загадување во Скопје. Мислам, впрочем, тоа го покажува и автоматскиот мониторинг, не континуирано, меѓутоа во земските месеци, особено приметливо во декември, во јануари месец. Имавме изминативе денови, дури дадовме препораки така за одредени категории на граѓани за нивна заштита, меѓутоа воздухот го дишаме сите. И она што ние како министерство со години го зборуваме дека за да се надмине овој проблем треба да делуваме сите. Секако државата е таа која што ги дефинира политиките, меѓутоа во имплементацијата не може да биде само државата, мора да бидат сите чинители, вклучително и граѓаните. И да ве слушнат граѓаните дека тие се виновни. Не, никогаш не велиме дека граѓаните се виновни. Да. Сите имаме дел од вината. Ова не е комунизам, ќе ви кажа. Тоа сакав и да кажам. Апсолутно, колективна одговорност нема. Властите се избрани всушност за да делуваат, за да работат. Да, меѓутоа вие вака како власт, во зависност од тоа кое ниво на власт е, значи централната власт носи политики. Носи и програми, секако кои што може да се имплементираат и треба да се имплементираат, и тоа во последните неколку години значително се покажа, значи има имплементација на програми, има имплементација на мерки, свеста покрај тоа што полека се зголемува кај граѓаните, се зголемува кај власт. И тоа е факт. Меѓутоа има ингеренции кои што се на локалната самоуправа. Значи, законите се јасно дефинирани, ние го апроксимиравме европското во македонското законодавство. И јас повторно ќе кажам, мислам, колку и да се лутат граѓаните, секој има индивидуална одговорност, бидејќи не можете вие на секого да му го внимавате домот. Но може, предпоставувам дека може, но нека се вклучат Невена Георгиевска. Вклучате се и вие во дебатата. Секако дека мора да постои контрола од страна на државата, така функционира цивилизираниот свет. Секако, меѓутоа треба да им се даде и друга можност на граѓаните. Значи, сите имаме одговорност, точно е, меѓутоа најголема одговорност имаат оние што се највисоко на хиерархијата и оние кои ги плаќаме да работат во интерес на народот и водење на тие политики. Значи, Министерството за екологија и министерот вчера, завчера и вие денеска, Каја Шукова, велат дека надлежностите за загадувањето се во локалната самоуправа. Мислам, вие сте тие што сте одговорни зошто е загадено во Скопје. Најголемиот проблем е што има надлежности на сите страни, ама никој не е надлежен. Значи, кој ќе лоцираме проблем, секој е ненадлежен за проблемов. А проблемот постои, место да се фокусираме да го решиме колку и да сме ненадлежни, значи таму сме за да се реши проблемот.
Сите да ги собереме силите и да ги решаваме заеднички проблемите. А не е мој проблем, не е наша надлежност, ние правиме све што можеме, имаме стратегии, имаме програми, имаме... Меѓутоа, да се фокусираме на резултати и реализација. Ако одредена реализација нема резултати, значи тоа не е добро. И мора да се вратиме назад да видиме кај ни се проблемите и да ги коригираме. Да, ќе говориме, се разбира, за проблемите. Се чувствувате ли вие, Бислимовски, одговорен како дел од локалната власт, за кој говори и Шукова? Знаете, Социјалдемократскиот сојуз е сериозна и одговорна политичка партија. Секако одговорност дека има на сите страни, меѓутоа сега топката е на друга страна. Топката е каде? Ние сме сега во моментов опозиција. Генерално власта на локалната самоуправа е во рацете на ВМРО ДПМН и нивните коалициони партнери. Моje лично мислење и сметам дека добрите политики кои што Социјалдемократскиот сојуз ги оставил треба да продолжат. Меѓутоа имаме еден континуитет на пат. Мора да продолжи. Сепак се работи за здравје на сите нас, на граѓаните. Секако дека секоја политичка партија треба да чувствува одговорност. Добро, значи чувствувате и вие. Апсолутно. Добро. ВМРО ДПМН чувствува ли никаква одговорност за загадувањето? Се гушите ли вие еднакво, особено што сте власт во локалната самоуправа, во локалната власт? Видете, јас и постојано и одговорница го кажувам тоа. Кога станува збор за чист воздух, не треба да има политички партии. Значи, ние исто дишаме сите. Нема тука ВМРО ДПМН или СДСМ или ДУИ. Сите исто дишаме. И затоа треба одговорноста да биде кај сите, не кај одредена политичка партија. Но во овој случај, бидејќи доаѓаме од законодавниот дом, бидејќи сум пратеник, значи ние не сме во локална самоуправа, ние гледаме што се случува во однос на легислативата, на законските решенија кои што треба да овозможат на локално ниво да се имплементираат тие механизми регулативи кои што пред се мора да потегнат од законите. Сега како пратеник од законодавниот дом, значи од највисоката власт да кажеме, јас можам да коментирам само кој ги спроведува или не ги спроведува законите и дали има или нема донесени закони. Па јас имам еве доста материјал тука што било ветено и во 2016 година и во 2020 година на изборите и сметам дека сега не треба ние да велиме ама на локално ниво се смени власта, кога претходно мерките што беа предложени од страна на СДСМ и владеачката коалиција ДУИ, заедно со ДУИ, тие има предложено мерки, има 2 години, односно и пред од 2016 ако гледаме, значи 4 години има власт и на локално ниво и сега не може, ако само последната година ВМРО ДПМН го има поголемиот број на општини, ВМРО ДПМН да биде виновна, ако ме разбирате. Значи, ова е, самите кажавте, ова е континуитет. Ние континуираме да дишаме загаден воздух во Скопје, па и во многу други градови во Македонија. Умираме на рати. Умираме на рати. Значи, тука не гледам јас партиска одговорност, туку пред се институционална и она што институциите можам се да го партиски согледам, и партизирани. Да, меѓутоа на институциите им требаат закони, според кои што треба да работат. И сега ако не се донесени законските решенија или имаме лоши законски решенија донесени, а немаме, по автоматизам тоа се префрла и континуитетот на загадување продолжува. Шукова, околу законите. Се најавуваат нови закони, но што се прави? Па не знам претеничката во однос на кои закони, можеби треба да продискутираме за кои закони станува збор. Предпоставувам еден од законите е законот за индустријски емисии. Предпоставувам, не знам сега на кои закони се повикувате. Она што во моментов можам да го кажам е дека законот за индустријски емисии конечно е во финална фаза и ќе влезе во постапка на донесување. И една од работите кои што ја предвидовме со законот е дека ќе побараме од инсталациите, оние кои што имаат интегрирани дозволи, да имаат 24 часовен мониторинг. И податоците од нивниот мониторинг да бидат јавно објавувани. За ова сме зборувале, ова го ставивме во законот. Нуредини го најави овој закон. Го најави и министерот, да. Да, значи законот се работеше малку подолго него што требаше, бидејќи имавме отпор. Значи имате повеќе чинители кои што утре ќе треба да го спроведуваат законот. Кој прави отпор? Од сите страни има отпор. Знаете, кога носите на компаниите, на фирмите, олигарсите, кога носите ново законско решение, кога делот од европското законодавство го ставате во македонското, економскиот сектор има
ќе има врз економскиот сектор обично има влијание, значи врз бизнес секторот. Секогаш треба време за да се прифатат одредени промени и носењето на законот сега дискутирано е, јавни расправи има, ќе има се уште, значи ќе биде запознаена бизнес заедницата дека конечно и она што малку недостасуваше дека ќе треба да го применуваат, а тоа е 24 часовниот мониторинг. Како е досега можно да немаме 24 часовен мониторинг, контрола на индустријските капацитети и имаат практично? они контрола. Не. Имаат они контрола и имаат мерни станици да се обврзат сите индустријски инсталации да имаат мерни станици. Тоа се најавите. Зошто досега тоа не е направено? Значи имаат контрола, ние го следиме европското законодавство. Како така тоа се менува, така ние ги менуваме и нашите закони. Она што до сега беше пракса е дека имате надзор и контрола секако на инсталациите. Прво им ги утврдувате условите како треба да работат во интегрираните дозволи. И таму контролата на загадувањето на воздухот е јасно дефинирана. Дали они мерките кои што ги предвиделе ги почитуваат или не, тоа е друга работа. Тука имаме надзор, тоа е прашање веќе кое што го регулира инспекторатот, односно надзорот го врши инспекторатот, не може да го врши министерството. Ние само можеме да им издадеме дозвола и услови под кои што треба да работат. Таму вклучително се утврдени сите мерки и за воздух, и за вода, и за почва и како го третираат отпадот и така натаму. И тоа го правиме согласно европските пракси и согласно најдобро достапните техники. Секоја ново барање, да речеме, за измена на дозвола, последниве години е согласно најдобро достапните техники, значи веќе не одиме под, да речеме, со класичните методи, со класичните начини на управување, да речеме, на инсталациите. Многу се унапреди секторот за индустријско загадување, кој што е при Министерството, бидејќи мислам дека ги следиме најдобро достапните пракси и ќе продолжиме понатаму. И тие ќе бидат дел фактички од законот за индустријски емисии. Добро. Георгиевска? Значи, кога се работи за оние регистрирани загадувачи што имаат дозволи А интегрирани или Б интегрирани, Б доаѓаат во општините, во локалната власт, меѓутоа што се оние што се нерегистрирани загадувачи, а такви имаме многу. Пример, палење стрништа. Значи постојано се гледа дека стрништа се горат, тоа е казниво со закон, значи имаме и закон, има и кој да реагира. Никој не реагира. Кој ќе почнеме да вртиме по инспекторат на град Скопје, локални инспекции, секој ненадлежен, ова не е на наша надлежност, или ќе видиме додека они дојдат, тоа веќе се затворило. Од друга страна, каде е МВР? И МВР има голема надлежност во однос на работи што се пропишани по законот, има закон за јавна чистота и ред други работи. Нас не се случува на улица деца да горат кабли. Значи, нити некој ги опоменува, се горат кабли на места како што е Вардариште, што не се санира со години, гуми. Значи, проблемот со Вардариште го знаеме сите. Повторно е некако преписката меѓу градот и општина Газибаба за да се донесе тој дуб, па да се дадат тие пари што секогаш се резервираат за Вардариште. Меѓутоа, Вардариште со години има така наречени диви фантом луѓе кои немаат ни документи за да би можеле некој да ги казни, а тие луѓе и за да се загреат, а и најверојатно за да преживеат, го прават тоа горење на се и се што, двоење на пластиката од каблите, па потоа некои поголеми бизнисмени доаѓаат и ги откупуваат или отпадите. Значи, контрола на отпадите да се забрани да се купува ваков начин горе на добиен бакар или други метали што сега се популарни за да можат луѓето да преживеат. Значи има многу проблеми, така да точно и некои закони, идеме со некои закони, меѓутоа и во делот кај што имаме добри закони, имплементацијата не е добра. Значи имаме тоа викам европски закони, меѓутоа ние секогаш гледаме ако има некој пропуск како тоа да се искористи, намалување на казните имавме. Така да во однос на тоа се правиме еден чекор, два напред, па се враќаме еден назад и Зошто заедно не седнете со Министерството за екологија, да направите еден список на овие луѓе кои се на раб на екзистенција и да им се помогне и со тоа да се спречи практично затоа што тоа кршење на закон. Значи, ако се тие очајни, нели велите дека не можат да преживеат тие луѓе и се присилени така да се греат, тоа не се многу семејства, сигурно.
Така е, меѓутоа, еве да кажам, јас освен што сум член на Совет на општина Карпуш, сум и член на Одва иницијатива. Ние со Министерството години назад исто сме имале средби. Пред 2018 мислам беше, кога беше министер Јани Макрадули, отидовме со еден список од 30 страни за сите проблеми кои сметаме дека треба да се преземат. Тогаш имаше на почеток ништо, не викнаа потоа ништо, потоа исчезна списокот. Значи на почеток имаат сите ентузијазам, потоа некако со текот на времето ентузијазмот спласнува. Пред неколку дена бевме, мислам, на средба, колешките мои од иницијатива беа на средба со министерот. Значи постојат разговори, треба заеднички да ги решаваме, меѓутоа она еве и преку парламентарнава група што се предлага, значи мал дел се прифаќа, многу малце. Кој не ви прифаќа? Па еве амандманите нека каже велика како иде, значи мислам оваа година ниту еден амандман Кога се велите да не прифати. се прифаќа, вие велите дека не се прифаќа. Кои се кочничарите? Значи, знаете како, ние сме таму за да бидеме гласноговорници за потребите на народот. И уште од самото основање на ова интерпарламентарна екогрупа започнавме со интензивна соработка, најмногу особено на почетокот беше со О2 иницијативата, а сега во ова интерпарламентарна група се вклучени 35 невладени организации, внимавајте, од цела Македонија, значи не само од градот Скопје. Заедно со нив ги работиме, значи вака е процесот во комуникација, тие нам ни испраќаат предлози за амандмани во одредени законски решенија или пак за буџетот, значи најмногу околу буџетот комуницираме, ги подготвуваме амандманите, тие амандмани може секој да ги подпише, бидејќи ние сме членови во таа зелена група, има и од сите партии членови. Но закони има, тоа, да. За жал, не се од 40 една третина од парламентот е член на да, таа се група, членови, а не ги гласат. Верувајте дека само пратениците од опозицијата ги подпишуваат амандманите и кога ќе дојдеме на расправа ние ги браниме и не се изгласуваат бидејќи се знае кој е мнозинството. Мнозинството е СДСМ и ДУИ, значи не сме ние. И сега во оваа ситуација ние имаме кога џабе ги поднесуваме амандманите, еве оваа година ниту еден, и тоа оваа година бевте навистина скромен беше невладиниот сектор. Само 7 амандмани беа, односно 6, со многу скромни суми за најгорливите проблеми да се решат токму околу аерозагадувањето. И нема слух. Оно што е најтрагично е што неколку амандмани се повторуваат, јас сум веќе трета година во собрание, значи се повторуваат за трите буџети, не се прифаќаат тие амандмани од страна на власта. Ајде да го слушнеме Бисмиловски. Имам уште нешто да кажам тука. Добро. Значи во однос на законските регулативи, што се случува со Законот за комунална полиција на локално ниво, најавуван и во програмата за 2020 година и претходно, минатата година повторно најавивте како СДСМ исто така акција, мислам 21 дека се викаше, каде што повторно започна таа реторика дека ќе се поднесе овој закон, ние немаме ништо од тој закон, значи комунална полиција која што имено би ги детектирала овие загадувања на локално ниво, мали депонии кои што се горат, тоа би било задачата на таа комунална полиција, меѓутоа законот го нема. Во 2018 година имало и јавна расправа организирана во собранието за енормното загадување на амбиентниот воздух во Република Македонија. Еве ги заклучоците, значи околу 34 заклучоци се, не околу, туку 34 заклучоци. И еден од тие заклучоци е комуналната полиција. И еден од тие заклучоци е комуналната полиција. Што се случува со тој закон? закон? Можам да ви кажам до каде се. Тој закон треба изворно да дојде од локалната самоуправа. Последната информација што имам јас во односно законот, значи јас и драв верзијата сум ја читала и ја имам во драв верзија на мојот компјутер, е последната комуникација со претходниот градоначалник на град Скопје Шилегов, кој што се потруди да се направи овој закон во драв верзија. И тука застана се. Се промени власта во градот, после тоа веќе не знаеме. Значи драв верзија на законот за комунална полиција има некаква. Власта не ги предлага локална самоуправа, значи, да се разбереме, одредени апсолутно одредени работи, особено кога станува збор за надлежности кои ќе доаѓаат и ќе бидат дел од локалната самоуправа, треба да излезат како иницијатива од локалната самоуправа. Добро, и вие кажавте дека дека град Скопје, значи зборувам повеќе од 2 години, го контактираше министерството. Ние започнавме некакви разговори да видиме во која фаза и како ќе оди тој закон. Меѓутоа како настана промена власта во град Скопје, така застана иницијативата за после тоа веќе јас лично немам никакви информации што се случува со тој закон. Држава,
и само за еден град, така да не можете да кажете дека заради промината на власта сега во градот Скопје е закочен законот. Ако имате драфт верзија, зашто не ја пративте таа на Значи, интернет видете да вака ставите? сега. Градот Значи, Скопје не треба да ова си има образложение зашто го нема законот. Си има локалната самоуправа си е организирана. Си постои заедница на единици на локална самоуправа. Они се соработуваат. Си постојат центри за развој на плански региони. Си соработуваат во рамките на регионите. Значи треба да се не можеме ние за се едно нешто да организираме се. Значи во случајот иницијативата беше покрената од град Скопје. Јас не викам дека град Скопје треба сам да го прави законот, меѓутоа иницијативата произлезе од град Скопје, како еден од најзагадените И градови во очигледно некаде државата. се изгубила таа повторно да иницијатива. кажем, нам кога ни пристигаат закони во собрание, таму вели предлагач влада на Република Македонија, не град Скопје. Значи пак од вас зависи. Вие треба тогаш да воспоставите комуникација. Вие сте надлежно министерство. Па да ви кажам, Тоа е понекогаш тоа. комуникацијата со одредени општини е многу тешка и тешко се воспоставува. Така да Кои општини ви е тешко? Да се Сега не би работувате? сакала да разговарам на таа Не, тема. дали Мислам имате дека не е таа комуникација? тема, па имаме Добро, комуникација, јавноста како треба да немаме. знае како Имаме функционирате. комуникација и ние со ЗЕЛС постојано комуницираме, можеби треба да го прашате и ЗЕЛС како оди комуникацијата во моментов помеѓу општините. Мислам, тие се теми за кои што мислам дека денес Треба да се тајна. Не за тајна, Мислимовски. него треба можеби некоја друга емисија на таа тема. Добро, мислимовски. Ви слушав Да. закони, топки и навака натака. Меѓутоа, знаете што, вашите градоначалници, кои што се сега најбројни, дадоа ветувања предизборни. Меѓутоа, од тие работи што ги ветивте, во моментов не гледаме ништо. Ке зборувам за Скопје. Се ветија 5 огромни паркови. Една година и кусур. 30 веќе. Добро, 30. 30 веќе. Нема. Друга работа. 5 пати во годината се садеа дрва во Скопје и во Карпош. Ке зборувам и за Карпош, затоа што доаѓам од таму, советник сум од општина Карпош. 5 пати немаме садење дрва во моментов. Ви се оставија нови МАН еколошки автобуси, најавивте 250, вашата кандидатка. Имаме, знаете каков проблем во моментов. Ниту имаме превоз, а од автобусите Нема никакви автобуси, се ветија, нема ништо. еко автобуси. Знаете, трет град бевме во Скопје, Скопје беше трет град во светов по загаденост. Ние само ден и пол имавме бесплатни автобуси. Денеска Укината е мерката. Укината е мерката. Да. Не можам да разберам некои работи, како граѓанин, како одговорен Ќе ви човек, одговорам, да. политичар. Може да ви реплицирате. одговорам. Зашто? Па после не веднага. Значи, зашто? Пред 6-7 години имавме 1000 мерни единици на метар кубен, дојдовме до 200. Треба уште да се намалат, за оној континуитет за кој што зборувавме. Со никакви мерки не можеме да намалиме и не можеме да имаме квалитетен живот во градов и во земјава. Затоа мора нешто да се направи. Зборуваме за екологија, за закони, не знам зашто. Кажете ми, прочистителната станица, која што беше проект на претходниот градоначалник, и тоа рачето Медот, тоа не е дел на екологија. Вклучително и бас рапид транспорт. Сега и за тоа ќе споменам. Добивте проект, спремен, готов, отфрлен. 3 пати помалку 2020 година во буџетот кој што ВМРО и Левица го огласаше, има помалку средства за екологија. Оваа година уште помалку. Буџетот за 23-та советниците на град Скопје не го гласаа. Од СДСМ. Да, од СДСМ. Го гласаа советниците на ВМРО и на Левица. Луѓе, мора да имаме континуитет. Нема врска партија ова, но тоа си е друга работа. Сите го дишеме истиот Апсолутно, воздух. без разлика. Макате, таа. Добро? Повикана сте, да. Да, ви благодарам. Видете, самите ве го завршивте
ја завршивте реченицата дека сите дишаме исти воздух и јас навистина се надевав дека оваа дебата нема да навлезе во политика. Мислам, ама очигледно навлегува. Се е политика и воздухот е политика и лебот кој го јадаме. Морам да ви дадам одговори, морам да ви дадам одговори. Водата, воздухот. Вие сте, значи, промената на власта во локална самоуправа е една година точно. Значи, лани ова време, од прилика декември, градоначалниците започнаа да работат. А предходно 4 години беа други градоначалници кои што доаѓаат од СДСМ. Сега вие не можете мене да ме убедите дека сите проблеми настанаа во изминативи 11 месеци. Значи не, тоа не е логично што го збориме, прво. Второ, кажувате за буџет на град Скопје, за кој што вчера, односно завчера, градоначалничката Данила Арсовска, со која што, мислам, ве молам ова да го запамтиме сите, ВМРО ДПМН официјално излезе и кажа дека прекинува соработката, односно поддршката, веќе ја нема Данила Арсовска како градоначалник од ВМРО ДПМН. Пред 2 дена излезе, кога се уште не беше изгласан буџетот, па Данила Арсовска напагаше по советниците и од ВМРО и од СДСМ, ги глорифицираше советниците од ДУИ кои што не дале ниту еден амандман. Така да јас тука не гледам, не разбирам зашто зборите дека нешто вие сте. Во моментов сите се за чист воздух, а во однос на буџетот и во однос на ветувањата што нашите градоначалници ги дале пред 11-12 месеци или една година, вие што сте ги дале и во 2020 и во 2016. Сакате да ги прочитам само основните стапки? Тројно повеќе екоинспектори. Ние моравме, извинете ми лупаѓа во збор, дозволете да се доискажам. Ние дававме амандмани каде што баравме вработување на поголем број на инспектори. Јас имав и пратеничко прашање, па ми се одговори дека ќе се вработат, внимавате, дури 2 нови инспектори. Дури 2. Се уште чекам одговор, на премиерот му го поставив на пратеничкото прашање, каде што, бидејќи во вашата програма пишува дека до 2024 година сите државни институции, односно во програмата ви пишува сите државни институции ќе се поврзат на чисти извори на топлинска енергија до 2022 година, сега сме декември 2022 година. Пред 2 месеца ми поставив пратеничко прашање на премиерот да ми каже кои институции државни еве се префрлени. Се уште го чекам одговорот, немам одговор. Меѓу другото, ние имено заедно со оваа иницијатива, односно интерпарламентарната група, поднесовме 3 амандмани, по трет пат мислам дека ги поднесуваме за промена на загревање на болницата за детски болести Козле, Завод за рехабилитација во Капиштец и Домот за стари лица во Ѓорче, што се наоѓаат во интензивно густо населени региони од градот за смена на грејење, пазите тие на мазут се греат, во еколошки, 3 амандмани беа одбиени и оваа година и минатата година. Вашата програма не е реализирана. Програмата на градоначалниците на ВМРО ДПМН се реализира, бидејќи од тие 5 што ги спомнавте, 3 веќе се направени паркови. Значи да немате така да даваме погрешна перцепција на граѓаните и да не велиме сега ВМРО е криво за една година, а претходно 6 години никој не беше крив. Значи да не мешаме политика, зошто за чист воздух станува збор. Ние треба сега тука да испратиме една порака на сите граѓани дека сме сите загрижени, а не да се обвинуваме. Не, вие треба да решавате проблемите, дали сте загрижени, тоа граѓаните треба да ги решиме интересира. Проблемите. Еве, во собрание тие проблеми не можеме да ги решиме бидејќи немаме слух од мнозинството. Немаме. Јас не знам зашто нема представник од ДУИ тука, бидејќи нивната фамозна програма Зелен развој, јас нема, исчезна. А да не спомнам повторно која е власт, дека оваа година има 0 денари во програмата за аерозагадување. 0 денари. Сега криви се градоначалниците на ВМРО. Извинете, ама нема логика во што го зборувате. Сакате Ѓорѓиевска вие? Ја бидејќи не сум ни у една ни у друга политичка партија, еве и ова е нашето секојдневие. Обично доаѓа до препокување меѓу партиите, ама не на тоа кој што подобро направил, него кој што не направил. И секогаш се враќаме на она полошото, да. Може би па ништо нема добро направено. Граѓаните секогаш се да бират помеѓу помалку лошиот. Да. Ние влеговме како активисти, влеговме точно на некој начин во политиката, токму за да покажеме еден нов начин на работа, дека треба да ни е фокус резултат, нешто да направиме, да покажеме дека има и друг начин и дека не мораме да бидеме по некои прашања со едни или со други. Обично нас не сврстува ако е од еднава партија дека сме со другиве со и ја едноставно се лутев затоа зашто викам на својот политички противник им правите рейтинг, им дигате рейтинг со наши акции. Ние бевме буквално независни, се фокусираме на она што е
добро, амандмани, предлози, све што ќе дојдат од СДСМ, ако се во ред, ние ги гласаме. Исто и со ВМРО, исто и со Левица. Проблемот е што, еве, и тоа морам да кажам, во Карпош ние немаме сега у моментов, јас барем не се осеќам дека има некоја позиција или опозиција. Беше најавена не коалиција, него некоја позиција, мнозинство меѓу ВМРО, Левица и Гром, меѓутоа Гром сега не е веќе со ВМРО и гласа спротивно тоа. Така да, во моментов не би рекла дека имаме ние некоја мнозинство во општина Карпош и вака така некако функционираме. Еве, да кажам, значи во општина Карпош имавме ние исто амандман за пренамена на грејење на последното основно училиште кое се грее на нафта, значи беше влезено во програмата, едноставно средствата треба да се обезбедат од програмата на владата за аерозагадување, програмата за аерозагадување која е завршена пред 2 години. И минатата година било буџет, не е реализирано, оваа година не беше буџет. Беше у буџет, нормално нема да се реализира ако нема средства и ние побаравме 3.500.000 денари за пренамена. Значи не беше прифатен амандманот предлог беше на програмата од градоначалникот со образложение дека пред 2 години бил сменен системот, меѓутоа повторно на нафта. Прво прашање беше зашто стои у програма, јас немав информација дека е сменет, а и второ, дај да видиме дали загадува, не загадува, мора да загадува. Сега прашање е колку, сепак е на нафта, сепак се за ранлива група за деца. Не се изгласа, мислам беше ставен на гласање, не се изгласа овој амандман предлог. Добро. Нурадини ги лоцираше факторите пред некој ден во пресконференцијата. Грејење, возила во сообраќај од градежништво, индустрија. Тоа се тие фактори. Грејењето е број 1, според него. Според, значи, не е на памет, значи, според анализите кои што се направени, е, да, за жал е, да. Она што го говориме граѓаните дека не може да се контролираат. Како е тоа можно да не може да се контролира грејењето? Јас би додала тоа е во зимските месеци. Меѓутоа, кога збориме за летните, се уште има загадување, поготово со PM2.5. Јас знам дека нашиот автоматски мониторинг покажува загадување најчесто ноември, декември, јануари месец. Може да се случи во февруари. И обично пиковите се тогаш. И ние ги знаете, мислам, за нас се релевантни среднодневните концентрации. Ние не реагираме на пикови, него реагираме на просек, на среднодневна концентрација и за нас се релевантни податоците само на автоматскиот мониторинг систем, кој што согласно насоките кои што ги имаме, согласно директивите, агломерациите, во моментов имаме солиден автоматски мониторинг систем, може би уште 1 до 2 мониторинг станици на ниво на држава. Она што нас како министерство не загрижува е што многу често се калкулира со податоци кои што се од мрежи или апликации кои што IQR што ја цитира, кои што не се валидни. Јас сега не се разбирам многу во тој дел, меѓутоа еве побарав од службите и велат вака. Значи, не треба да се зима во предвид податок од инструмент каде што не е наведен типот на инструментот, каде што мерните методи според кои што работат, колкава е мерната несигурност на мерните инструменти. Значи, ние не можеме да користиме било какви податоци. Можеме да користиме само валидирани податоци, а тоа го дава нашиот автоматски мониторинг систем, државниот. Државниот, тој е објавен на Министерството за животна средина. Секој ден ги има податоците, ние секој ден ги обработуваме. Денеска ги влегов во страницата на Министерството за екологија, нема резултати. Влегов во центар, кликна во центар, немаше резултати. Во моментов има проблем, бидејќи Министерството го унапредува системот, ако може да ви кажам. Неколку дена предходно има проблем. И има проблем заради тоа што ние во изминатите неколку дена ги менуваме серверите во Министерството, стара беше опремата, набавивме нова опрема, вклучително и таа кој што ќе ги обработува податоците од автоматскиот мониторинг систем. Се извинуваме на граѓаните што овие неколку дена и можеби наредните неколку дена ќе има проблем. Очекуваме дека до нова година сето ова ќе заврши,
ќе биде побрза обработката на податоците, складирањето на податоците, значи се ќе биде побрзо и поефикасно, заменуваме сервери кои што се стари преку 10-15 години, го напредуваме значи системот и се извинуваме што овие Можете денови тоа во летните месеци да го правите, зошто сега кога е најголемото загадување го правите? Значи, Тоа е заради- вистина нелогично. Значи вака сега, кога ќе добиете средства, треба да спроведете јавна набавка. Јавна набавка се започнува во месец јануари, февруари, март, во зависност од тоа кога ви е распределено по планот за јавни набавки. Ја набавивме опремата и сега полека Одиме со... Да. Да. Значи за се Одиме си со- има зошто и затоа. Одиме со реклами. Меѓутоа не е дозволено 4 дена промена на сервери, и од друга страна, сите овие што ги викате нерегуларни, значи ја покажуваат истата тенденција. Не се прецизни можда како Министерството и меѓу иста тенденција. И уште едно морам да докажам. Тоа што Министерството се води по среднодневни вредности, не значи дека граѓаните не дишат загаден воздух. Значи едно е да дишат екстремно загаден воздух 3-4 сати, а потоа да имаме многу ниски вредности. Сепак оние тие 4-5 сати абсорбирале многу токсичен воздух. Од друга страна, според Светска здравствена организација, се гледа на часовни вредности веќе, а не на целодневни. Да, завршете ја реченицата, И уште одиме едно само со да реклами и веднаш потоа имате повторно збор. Може така, одиме со реклами. Останете со нас. Се враќаме во анализа. Невена Георгиевска има збор со ветничка од општина Карпаш, говориме за загадувањето и имавте поента околу СЗО, како всушност се мери загадувањето и препораките на Се СЗО. гледа дали е и едночасовно, какво е едночасовно, затоа зашто и во рок од 1 час ако е загадено над оние препорачани граници, и тогаш е токсично и опасно по здравието. Значи ние имаме и други мерки препишани, дека во текот на годината треба да има 35 дена со надминато. А ние веќе тие 35 дена ги поминуваме у февруари-март. Кога ги поминуваме? За која година зборуваме? Сега точни податоци ова не можам да кажам за оваа година. Ама не, да ги зборуваме паушално. Прво, Па, вака, јас сакам неколку коментари во однос на тоа што Невена го кажа. Ако единствено... Само не заврши. Така, Нека заврши. Неколку години претходно имавме тенденција стварно на почисти денови, ама не заради мерки. Цело време тоа беше прикажувано дека е заради мерки, туку затоа зашто метеоролошките услови беа така да имаме повеќе ветровити денови и не дојдовме до такви 15 дена како што сме имали 2016 или 17, 15 дена во континуитет голем загаден воздух. Еве оваа година имаме супер време на планините и во другите градови, ако видите, супер е времето, топло е, меѓутоа немаме провес. И сега се собира загадувањето, смогот, немаме провев и тоа се нагомилува и ги добиваме овие огромни вредности. Значи, тие мерки што ги зборите континуитет се многу мали, па не знам какви закони да имаме. Не знам колку да сме заангажирани еве во општинави со одредени мерки што ги намалуваат последиците. Ние како држава немаме одредена стратегија која ќе има такви мерки што ова загадување ќе може да се намали за 2-3 години. А бидејќи ситуацијата е толку алармантна, ние немаме време ова да го правиме наредните 10 години. Не се работи само за нашето здравје, се работи за децата, зашто загадениот воздух и предизвикува и генетски промени во најранливите категории. Имаме деца, многу повеќе деца со астма, со други автоимуни болести што се последица не само од аерозагадувањето, зборуваме за секакво загадување. Имаме загадување на почва и на води. И еве ја би ве замолила, мислам и како политички фактори, стварно сите треба да се фокусираме на решавање на проблемот за да може некако и да бидеме похрабри, не да мислиме сега дали ќе ги навредиме оваа група на граѓани што не се гласачи или оваа или другат. Едноставно мора да се сочиме ние како граѓани да прифатиме дека мора неколку години да имаме стварно ригорозни мерки во секој поле, значи не е загадувањето само од индустријата и од греењето, меѓутоа исто има и од прашината од градежништвото што е. Значи во Карпаш имавме и такви мерења од Универзитетот Гоце Делчев. Значи имаме и прашине од градење. Значи од самата земја кога се врши прекопи и закопи такво загадување. Имаме загадување од стрништа горење. Од возилата исто така, имаме увоз на возила со многу ниска. Да. И тоа едно од ветувањето беше на СДСМ дека ќе се укинат сите давачки за увоз на електрични возила, ама и тоа уште го немаме како законско решение.
Ба добро, Сега едно од сама мерки. е повикано Едно од мерки. Мислимовски, околу електричните возила. Па потоа оди кај Шукова. Субвенции, да, треба да има. Не, не субвенции, ви имате ветено дека Не, не, ќе и ги субвенции, укинете давачките треба да се Така е укинат. ветувањето од програмата има можеме. континуирано. Јас од таму гледам. Не знам зашто кочи, не сум во тек, не е мој дел на работата, меѓутоа јас знам дека ќе биде. Јас сакам нешто друго да ви посочам, веќе кога го напаѓате СДСМ. Не го нападам се да се кажувам факти јас. Пред неколку дена имавме седница на Совет во Карпуш. Јас би сакал и Невенка да се вклучи, ќе спомнам нешто за доповите во Карпуш, кои што сериозно ја оптеретуваат ареацијата во општина Карпуш и во градот, нормално. Градоначалникот Стефче Јакимовски стана и на говорница кажа дека има притисоци за градби од вашиот председател на партија. Имате снимка и тоа можете да го видите. Исто така додаде дека уште еден човек од ВМРО ДПМН правил притисоци за градби на згради во Карпуш. Нормално прашав кој се дрзнал избраникот на народот да го притиска да се градат згради. Од една страна, советниците на ВМРО ДПМН не даваат да се гради, исто и ние сме на тој став, генерално сите советници во Карпуш поддржат тој став и градби нема да има. Меѓутоа, фарса на некој начин. Јас јавно... Ова е прашање, сакате да ви Не, одговорам? јас јавно ќе прашам Добро. и вашиот председател на партија, кој што претендира да биде премиер, да одговори какви тоа притисоци правил за градби, или е инверзно на она каде што пукна тиквата во Советот во општина Карпуш за бизнисот од 200 милиони евра, односно 100.000 квадрати за тоа што ја расторивте коалицијата со Гром и со градоначалникот кој што вие го поддржавте на избори. Мислам дека е безпредметно да зборуваме и да кажуваме приказки овдека сите, доколку некој кој што е на врвот во вашата политичка партија си дозволува да прави притисоци за градби кои што се сериозен проблем за живењето еве во Карпуш. Не мора да во градот, за во Карпуш ќе ви речем. Ова јас не го кажав, го кажа градоначалникот на општина Карпуш Стефче Јакимовски. Ви благодарам, да, видете, прво и основно, јас доаѓам од општина Центар и доаѓам од Собрание на Република Македонија, значи сум пратеник во Собранието, не се занимавам, не се занимавам, туку не знам што се случува на локално ниво, туку детали, како што вие знаете и да, тоа е вашата задача. И ви благодарам на информацијата. Јас не верувам во ова, особено не верувам во она што го кажува градоначалникот Стефче Јакимовски, бидејќи именно тој пред неколку дена се сликаше на отварање на џамија во Нирези, која што е дива градба. Целосно дива градба. Значи излегува документи, излегува се. Стефче Јакимовски се сликаше на отварање на џамија, која што е дива градба и не постои во ниту еден документ. И сега јас не можам да му верувам на човек дека обвинува, кажува, инструира. Вие сега како му верувавте за избори, сега не му верувате, не може многу така. внимателно и насмеано, Немојте дозволете така. јас да се Не, доискажам. Ајде. Значи, не знам ја што се случува во општина Карпуш, знам дека има проблеми, вие самите рековте дека сте на иста страна во моментов за со советниците од ВМРО ДПМН да не се гради. Јас пак повторно ќе кажам, прво доаѓам од општина Центар, не од општина Карпуш, но и второ ќе кажам повторно, значи јас не му верувам на Стефче Јакимовски, бидејќи Стефче Јакимовски досега докажано неколку пати излажа, а она што мене во главата ми е сликата како отвара џамија која што е диво градба во Нерез. И сега тука мислам дека не треба да, како рековте вие, приказки да не си раскажуваме. Јас доаѓам од законодавниот дом, вие доаѓате од локална самоуправа, значи имаме најверојатно различни податоци, но не би обвинувала, ниту пак би навлегувала, јас сега не ви го навредив премиерот во ниту еден момент, не го спомнав тоа, и мислам дека ова не е во дебата за збориме за животна средина, за чист воздух. Видете, ако го погледнете буџетот, ако видите дека за зелен развој и оваа година се намалени средствата, знаете дека
Колку се намалени оваа година за зелен развој? За кој зелен Не развој може вие мене да зборуваме, ми ви кажувам, кажувате сега вашиот тука политички председател бара згради фолклор во да Карпиш. правиме кој е крив, што е крив, А кога, ние ќе како зборуваме што сега кажа, за воздухот, стратегијата за ја немате. СДСМ, Немате крив ниту овој. визија како влада, ниту стратегија што Ама да вашата правите со визија е животната градби средина. на вашиот Намалени председател. средства за Години назад. зелен Градби. развој во 21-та година, значи катастрофална беше сумата, па уште и се намали за ребалансот. Во 22-та година на самиот почеток еве одлуката на службен весник каде што ги префрлате сите средства од зелен развој за енергетика, за електрична енергија, за аерозагадување ваш имаме барал 0 згради динари и бара. сега вие мене ми кажувате дека Стевче Акимовски кажал дека имал притисоци. Тоа се кулоари, тоа е политички фолклор. Тоа не е сериозна стратегија и сериозна визија на една држава Зошто како да пукна се тиквата справи во и општината? како да дишаме чист воздух. Георгиевска да се Конкретно да вклучи кажам, во... пошто јас знам што и се вие случи сте да во ви општина знам, Карпаш. Наистина не сум Значи, Да. еве што се конкретно случило. за таа локација, значи 2 пати, 3 пати, еднаш се свикуваше седница, колегите од СДСМ не дојдоа и со тоа не можеше да се одржи седницата. 2 пати ја ставаме на дневен ред точката за суспензија на тој дел, зашто се работи за добивање на градежна дозвола на на огромен објект. 1000 квадрати. Точно. Зашто седниците на општина Карпаш кои ќе дојдат до таа точка се прекинуваат? Автоматски излегуваат 12 советници и 11 не може да продолжат седницата за да има кворум за работа. Чекајте малку. Значи декларативно сите се, јас тоа кажам, Кој е декларативно виновен се? сите се против тоа. Меѓутоа еве го проблемот. Ние сме заглавени, човекот што си го има проектот може и деноиве, може наредните 5 дена ќе добие дозвола. Едни колеги објавија победа, каква победа ќе имаме со тоа кога прашање на денови кој ќе ја добие таа дозвола. Ние како независни направивме све што може. Значи доаѓавме и на седници, подесавме 2-3 пати точка. Точката не само што не се изгласува, него буквално не доаѓа, седницата се прекинува, се заглавува, едноставно не може да се види кој како ќе гласа. И еве мене ми го скрате и правото на поименично гласање. Значи од страв да се види кој како ќе гласа, ќе остои тоа во записник. Јас немам намера да ги изнесувам на Facebook и многу ми е жал што општина Карпаш нема пренос на седниците во живо. Мислам, освен ова што го кажа градоначалникот, многу други работи се кажа. Нема е прашањето? Заглавени Пренос сме на негде во процедура седниците? со набавка на опрема, ама сега најверојатно ќе ја имаме. Значи ние ветивме и почнавме да ги снимаме седниците, се донесе одлука во која ни се забрани неофицијално снимање. Јас ги поканувам сите ви, вас како телевизија, дојдете да правите пренос, мислам ќе биде доста интересно вака што се случи и што све се кажува на говорница, сите тие работи не влегуваат во записник. И Добро. така. Имате да реплицирате на Георгиевска или Каја Шукова сакаше од предходно да Не обелете? само советниците на Социјалдемократскиот Да. сојуз, него и советници на ВМРО ДПМН. Не, вие сте 8 советници, Така е. значи тројца да дојде од вас, ќе ја изгласавме точката. Добро де. 8 Еве, советници од ние сме- СДСМ и двајца ние сме опозиција. од ГРОМ, еден од да, точно имате сме право, еден од опозиција. ВМРО и ВМРО да. ДПМН е левица, Гром се на позиција. Еден, да. Председавачот на Совет ни е од левица. Ние сме опозиција, еве Точно, нека ги решаваат проблемите. Да. Каја Шукова, Ако сакавте да мислите дека ние реплицирате? треба како Само тројца ни опозиција требаат да од решаваме, вас. во ред, меѓутоа. Имате да. Да, поактуелни се изгледа прашањата на локално ниво, Да. колку на централно ниво. Сакам да кажам дека не се согласувам со констатациите што се изнесени во емисијата дека владата нема план и програма што треба да прави. Документите кои што се однесуваат на воздух, значи сите планови програми редовно се објавуваат на веб страната на министерството, може да се вратите наназад години да видите дека неколку години дека сите се донесени, дека се дефинирани сите мерки и активности и дека единствено нешто што ни останува е да се спроведуваат. Тоа најважното. Најважното, ете така. Дел од мерките се спроведуваат. Гледам се повикуваат на програмата за зелен развој, тоа не е единственото нешто преку кое што се спроведуваат мерки за заштита на воздухот. Точно е дека владата финансираше 3 години, мислам поред, програма за намалување на аерозагадувањето, каде што во голем дел од јавните објекти на единиците на локална самоуправа на нивно барање се финансираа проекти во делот на замена на
нееколошките системи за затоплување и енергетска ефикасност на објекти. Таа програма веќе ја нема во буџетот на државата, меѓутоа има активен проект на Светска банка кој што го поддржа државата и го грантира во голем дел како помош на општините, кој што е тековен и кој што се занимават токму со таа проблематика и секако сите проекти што се реализираат се на основа на барање на општините. Значи општините треба да достават иницијатива, самиот проект дури им ја разработува проектната документација, може да си заменат врати, прозорци, системи за грејење, значи не е точно, можеби ја нема во буџетот, меѓутоа има друг еден механизам преку кој што државата сега ги помага единиците на локална самоуправа. И сакам уште нешто друго да кажам. Значи покрај мерките што ги има и преку животна средина, и преку Министерство за економија, да речем, има финансиска поддршка, има за домакинствата, за фотонапонски панели, за сончеви термални колекторски системи и така натаму. Значи, гледајте малце и пошироко. Во моментов, пратеничката знае, скоро помина после долгомесечно чекање заради одредени фактори во собранието кои што најверојатно пратениците ги знаат подобро, ги знам јас, ама нема да ги кажам, ќе си ги кажат тие што требаат. Помина заем кој што државата го зема од Европска банка за обнова и развој за решавање на проблемот со депониите во државата. Бидејќи отпадот е секако еден од факторите кои што влијае врз загадувањето на воздух. Значи гледате малце пошироко, државата работи системски. Не работи само со една програма за зелен развој. Значи работиме на повеќе полиња. Покрај тоа го поддржавме проектот за бас рапид трансфер на градот Скопје. И сметаме дека тој проект треба да се поддржи, тоа е повторно знаеме дека кој што го поддржува државата за најголемиот град во државата, така? Меѓутоа градот не. Значи има повеќе фактори. Сега земавме заем повторно и ќе биде државен, значи нема да ги оптерети општините да си го решат проблемот со водовод и канализација. Значи системски се работи, не се работи само со една програма. Министерството тековно во текот на годината исто така има програми кои што меѓу другото го поддржува и невладиниот сектор за да ги зајакне своите капацитети, да ја подигне јавната свест. Значи има во повеќе сегменти и уште една констатација, не се согласувам со констатацијата дека премногу време 4 дена да се изгуби на сервери за да се унапреди системот, значи зборуваме за дигитални сервери кои што не можете во 3 минути, мислам ова не е далинското уклучете го, исклучете го, значи има таму трансфер на податоци, а во исто време да не се загрозат постојните и дневните кои што ни пристигнуваат. Значи тоа е одреден временски период кој што производителот на опремата кажува дека е потребен за да може да се направи трансферот и да се унапреди системот за селење на податоци. За да констатираме дека сме загадена земја и градовите и државата генерално. Значи, јас ги повикувам сите. Јас барем сум правила анализа. Можеби заради тоа што сум таму, можеби заради тоа што сум загрижен граѓани, не викам дека другите не се помалку, меѓутоа јас сум правила анализа на градови со обемот на град Скопје и поголеми, каква временска рамка треба за да се имплементираат сите мерки за загадувањето, да го доведете од точка А, која што е високо, до точка Б, која што е релативно ниско. На нула не може да го доведете никогаш. Значи, ве молам, отворете ги, јавни податоци се барем денеска имате на интернет се. Што ви временската рамка? Од 10 до 30 години, во зависност од град. А значи, ги има јавни се податоци, било кој град каде што имате. Да. Сега за градовите, милионските градови и над 20 години. Пекинг успеа за неколку години. Значи не е точно. Значи не се согласувам, отворете, значи не е точно. Пекинг не е на прво место. Не е неколку години. Значи ниеден град под 10 години не може да спроведе сериозни мерки за да може да се го намалите загадувањето. Оти се процеси. Супер, и само ова да дам. Чим 30 години, а ние идеме со непланско градење. Значи колку пати се изгласаа оние закони за легализација. Се овозможува градење, вашето министерство издава, ги одобрува стратегиските оценки за дека ништо не влијае. За урбанистичките планови, не за урбанистички планови. Постои стратегиска оценка за влијание врз животната средина со секој детален урбанистички план. Да. Општините секогаш викаат дека нема никакво влијание, министерството тоа го потврдува. И тоа е таква техничка грешка, што би рекле сите, ако мислам тоа, јас знам дека е тоа многу важно, меѓутоа тоа што во Карпош не биле објавени сметаат дека е техничка грешка. И она што го зборивте со отпад, сите средства што се одобрени, све тоа добро. Меѓутоа ние повторно еве ги дуповите, ги трупаме луѓето во градов
И она пречистителна станица што сега што ја збориме е за 500.000 жители, а во моментов градот има повеќе жители. И ние иако имаме повеќе дозволени станови, се уште се издаваат дозволи, све тоа со закон регуларно, во ГУП-от се уште има место да се гради, да се носат луѓе, пак тие колку и да ги чистите тие депони, повторно ќе се создаваат зашто имаме премногу луѓе во овој простор, не е планско градењето и сообраќајот исто. Значи ги шириме улиците, правиме паркинг, им дозволуваме на луѓето заради гласање за гласови или за не знам што, а од друга страна се гушиме самите. Место да се прави стратегија уште една во однос на тоа, место да како држава да гледаме да населбите, да се прават населби надвор од градот и да се прават улици, инфраструктура за да може полесно да се дојде до градот, а не да се затрупуваат овие улици со сообраќај, може ќе почнеме да го растеретуваме градот. Значи треба во таа насока, исто обновливи извори, тие населби енергетско независни и лесно достапни до центарот. И на таков начин, мислам, со такви решенија и со сите овие што викате заеми и отпади решавање, и нормално наместо да имаме, вие направивте, ние не направивме, ако може тоа да биде заедничка стратегија од сите и сите да се борат како наша стратегија. Сите нешто да направат. Да, и заедничка да бидат, ќе би било супер. Велика Стојкова. Благодарам. Значи, морам нешто да реплицирам и да коригирам, особено во програмата Зелен развој, и сега зошто ова го велам, значи ова не е од мене, туку е од министерот за финансии, од владата на СДСМ и ДУИ, кој што 2 години поред на нашите амандмани, кои што ги даваме заедно со невладиниот сектор, образложението зошто не се прифаќа, значи има стенографски белешки, има снимки, е секогаш затоа што тоа е предвидено со програмата Зелен развој. И сега вие мене ми велите дека не е се во програмата Зелен развој, а образложението зошто ниту еден амандман не се прифати беше дека е предвидено со програмата Зелен развој. Сега каде кој, мислам, многу е навистина збунувачки ова вие што го кажувате дека не само таа програма постојано се намалува. ДУИ, жал ми е што нема представник од тука, се декларира како зелена партија. Значи, министерот за финансии доаѓа од партијата ДУИ, кажува цело време дека тие пари ќе бидат обезбедени од зелен развој, заведнаш потоа програмата на ребалансот да се намали, па и да исчезне, значи во 21-та година во завршната сметка скоро и да нема средства од таа програма. Збориме за програмата за намалување значи, за нагодувањето. Ако може да докажам повторно, навистина. Велите програмата Зелен развој е таа за која што значи вака. Ама јас тоа кажувам, вие тоа што го кажувате не е точно затоа што вашиот министер за финансии велеше дека тие пари ќе се обезбедат од програмата Зелен развој. И сега вие велите дека тоа не е единствена програма. Ама тој вели дека од таму ќе се обезбедат. Значи јас слушам што збори тој на образложението. Дополнително програмата за аерозагадување 0 денари. Значи дадовме амандмани. Светска банка, заеми за Светска банка. Од кога е тоа? Од лани? А предходните 6 години е на власт оваа коалиција. Значи 3 години се спроведуваше програмата, а 3 години се спроведуваше програмата, вие сега велите заем од Светска банка. Најверојатно да, затоа што знаете колку заеми зема Македонија во изминативе 6 години, а немаме резултати. Значи не се согласам со па не се согласувате, ама фактите поинаку велат. И факт е дека ние дишаме нечист воздух, факт е дека нема доволно мирни станици, факт е дека нема доволно акредитирани лаборатории. Само еден по еден. Факт е дека ние треба да дишаме сите заедно чист воздух и дека треба да се реализира тоа што е ветено во програма, а вие немате реализација. Немате реализација, нула реализација. И тука завршува. Ние ќе треба да почнеме со додолки. Да молиме да паѓа дожд и да дувне ветер. На тоа се сведовме. Ајде нека ви значи, вака, јас ќе ви кажам без разлика на тоа која е мојата партиска позадина, апсолутно не е битно, ќе ви кажам како некој кој што работи во министерството од формирањето на министерството и кој што ги знае сите програми на владите кои што се во последните 22 години. Немојте да не ме терајте да правам паралела помеѓу програмите на ВМРО и на СДСМ. Не ме терете да правам паралела. Не, нема потреба. Ама не, вие преодицирате дека нема ништо. Значи не е точно. Прво, буџетот на министерството последните 3 години е за 5 пати зголемен.
Значи немојте ве молам, Инфлацијата направете анализа пред си да го прави констатирате своето. нешто во јавноста. Значи немојте ве Инфлацијата молам. си го прави Јас ја своето. пратам програмата за работа на влада и колку се спроведува. Значи не е точно дека не се спроведува. Значи таму имате, можете вака штикла да ставите покрај одредени активности да кажете ова да реализирано, ова не е времено. Дури и јас кога ја следам си ставам ова е реализирано, ова треба време, ова ќе се реализира во период од 5 години, нешто ќе се реализира во период можеби од 10 години. Значи програмата точно дава временска рамка. Значи вие не можете во животна средина да реализирате нешто преку ноќ. Сакате да кажете дека на крај вие сме. имате план и треба да... Добро, ќе почекаме. Јас кажувам дека има план, Ајде, има ќе почекаме, стратегија, ќе видиме. јавно се објавени на веб страната на Министерството. Добро, ќе уште една почекаме да дебата видиме. за ова. Ова е најважната тема всушност во држава веќе многу години наназад. Ви благодарам што бевте гост. Благодариме на Ви поканата. благодарам што гледавте анализа. Пријатно.